Безчестните владика, протосунѓел и ѓакон, чита Александар Станојков. Си била една честна жена, куќата ѝ била близу до куќата од владиката. Сторил нијед владиката да ја вели на жената од комшијата лоши зборови. И еднаш се проговорил. Таа, бидејќи честна, му кажала на мажот и вака му рече владиката. Мажот ја замисли да го направи резил владиката и ја научил како да прави жената си. По некој ден се погодило и протосунѓело и ѓаконот да ја речат на жената и според како што ја научил мажот една вечер беше и канила сите тројца, сеќи сам. Вечерта мажот беше се скрил и на едниот саат му отишол владиката кај жената. Едно беше седнал и беше преклукала портата. Уплашен светиња му беше рекол: кој ќе биде тмори? Маж ми е да го Бог убиет, му рекла. Туку стани да те скријам да не те најдет, да и ти да загинеш и јас. Асли и тоа бараше тој. Го зела да го скрила во свињарникот и беше му рекла да молчит во некој ќош. Излегла и отворила портата, кога гледа протосунѓелот каедит и едно седна, ете го ѓаконот склука на порта. И протосунѓелот го скри во свињарницата, едно седне и ѓаконот, еве го мажот склука на порта. Чунки така беше скоро несапот, го скри и ѓаконот во свињарницата. И сите тројца ватиле по еден ќош и си ќутиле без да знаат оти се внатре. Утрото станал мажот и од жената уште од темни зори и пошол та поканил еснав во касапски за да му продеи црни и големи свињи, јабански. Дошле касапите и право отишле во свињарницата. Отворил вратата човекот и кога гледат, наместо јабански свињи, тие виделе владиката, протосунѓелот и ѓаконот стојат притиснати помеѓу свињите. Дал вик човекот: да видел Господ, Арами ми ги плениле свињите. Тргнал врата и пак и заклучил внатре, та отишол на конак и сторил давија против тројца Арами што му влегле во свињарницата. Дошле од конак и што да видат? Тројца Арами, владика и протосунѓел со семати ѓакон. Изеле пред пушки семените посред чаршија да и носат на конак. Мало големо и виде, ујда деца по нив вика и од судија не знам колку пари за да даат и апс да лежат. Од која беа се излежале, беше и пуштиле и ноќе од тој град беше избегале.